Кога ќе дојде крајот? Едно вековно прашање кое го поставувале многу луѓе пред нас, многу генерации, но може би како одиме кон завршницата на овој свет, се повеќе и повеќе луѓето ги интересира одговорот на ова прашање кога ќе дојде крајот. Ако одиме во Библијата, ќе видиме дека апостолите се поздравувале со еден израз Маран Ата. Што тоа значи Маран Ата? Значи можеме и одвоено Маран Ата и може да ги споиме тие две зборчиња како едно Маран Ата, што значи Господ доаѓа. Тоа требало да ги потсети апостолите да се приготвуваат за она изјава што Исус ја дал: одам да ви приготвам место, но кога ќе биде се готово, ќе дојдам повторно да ве земам вас. Ние вечерва овој прирачник Библијата повторно ќе го контактираме и ќе видиме што Библијата зборува за крајот на светот. Ќе ги читаме тие знаци, ќе ги читаме тие информации, ќе видиме докаде сме ние дојдени, докаде дошол нашиот свет. Дали навистина крајот е близу или има се уште време, како што вели таму во апостол Петар извештајот: Господ се уште за долго нема да дојде. Но на почетокот би сакал да ве потсетам за еден настан што се случи 2003 година во Америка. Верувам дека се сеќавате, тогаш во Америка беше лансиран вселенскиот брод Колумбија. Во тој брод вселенски имаше екипаж од 7 души. 6 души американци и една жена, господја еврејка. Тие беа радосни, среќни што ќе можат да се вивнат горе во Вселената, да испитуваат и да ни испратат најсвежи информации. И тоа беше и пренесувано на телевизија, ако се сеќавате, 2003 година. Space Shuttle беше, значи, едноставно лансиран успешно. Кога заврши мисијата горе и кога требаше да се упати повторно кон нашата планета, на 1 февруари 2003 година, кога се спушта тој брод према нашата земја, односно кога влегол во атмосферата на нашата земја, се случило нешто трагично. Бродот почнал да се загрева, значи почнал да се ненормално загрева. Ние знаеме дека тие вселенски бродови имаат своји заштитни кациги, односно заштитни прегради од сите тие атмосферски влијанија, меѓутоа тој заштитен слој пукнал неколку сантиметри кога бродот навлегол во нашата атмосфера. И толку се загреал што се случи голема експлозија. Пишуваа весниците, еве, тоа е слика, горе се распрснал бродот вселенскиот на многу стотици парчиња. И сите 7 души загинаа. Интересно, ова беше страшна мисија и неуспешна за овие 7 луѓе. Само мал знак на пукнатина. Всушност, таа пукнатина била веќе кога бродот тргнал нагоре, но не го приметиле. Така да ја издржал сета таа сила атмосферска кога одел нагоре, но кога повторно се вратил и кога навлегол во нашата атмосфера, дошол, значи, до пукање уште повеќе и до голема експлозија. Јас сакам вечерва да ве упатам почитување на едно друго патување. Тоа патување кое ќе биде 100% исправно и сигурно. Самото лансирање и самото враќање. Ово патување нема да биде само добро да започне, туку и добро ќе се заврши. Ова мисија што претходно ја видовме на овие 7 астрономи не била успешна целосно. Успешно тргнале, но не се вратиле живи нова земја. Јас вечерва заедно со Библијата ќе ве поведам на едно патување што ќе биде успешно и ќе видиме дека Бог на крајот ќе каже и ќе напише крај. Самиот почеток ќе го прогласи успешен и самиот завршеток. Нашиот водач на тоа патување ќе биде Исус Христос. Не некој си американец, еврен, русин или кинес. Едноставно, самиот Исус ќе биде водач на тоа наше патување. Тоа патување ќе има секако свој почеток и ќе има свој крај. Нема да трае бесконечно. Така да бидеме 100% сигурни и уверени. Еве што ни вели Библијата за тоа патување. И тогаш ќе се јави на небото знакот на човечкиот син, како доаѓа на небесните облаци со сила и со голема слава. Гледате, тоа патување ќе започне величествено.
Isus ke dojde, veli Bibliјата, од исток, ќе се покаже еден мал знак, како тупаница, но тоа ќе се шири се повеќе и повеќе. На небесите облаци ќе дојде Исус Христос со сила голема. Понатаму текстот вели, и тој ќе ги испрати своите ангели со силен глас на труба и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра. Што значи од целиот свет, од сите страни на светот, од едниот крај на небото и на другиот. Очигледно, Исусовото доаѓање ќе биде величествено. Уметниците еве како го замислиле. Значи, нешто што око не виде, вели апостол Павле, и уво не слушна, такво нешто Бог приготвува. Исус е овде во центарот на збиднувањето. Тој сега седи на тој престол небесен. Тука се тие серафими, херовими, заклонувачи кои го замениле некогашниот Луцифер или ѓавол. Тој веќе нема пристап, тој веќе уништен, тој веќе минато, тој историја. Исус овде може не се гледа доволно, има срп во раката, има палка, значува ќе владе Исус, а српото значува дека ќе го собере житото во амбарите, или како што вели тамо, ќе го собере во Откровение грозето во каците, ќе го стави. Значи, тоа е една символика која укажува дека Исус ќе дојде. Ова ќе биде величествен настан. Исус ќе дојде по своите. Исус ќе дојде, но пред да дојде, Исус дал знаци кои ние треба да ги откриеме, да ги знаеме, да ги препознаеме. Еве, например, со каква слика Исус се послужил. Од смоквата научите ја пулката. Кога низината гранка ќе смекне и ќе пушти лисија, знаете дека летото е близо. Интересно, евреите имале интересни знаци на препознавање на времето. Исус ја користи ова изјава од народот која користеле во кај евреите. Како кај нас, например, има многу народни поговорки за трпео или за некои други работи се повторуваат, значи се дават некои пораки на луѓето. Исус вели, научете се, интересно, смоквата не избрзува како некои други овошки. Не избрзува како некои други овошки. Старите народи, јас знам, дедо ми многу го гледаше времето. Кога сонцето ќе зајде, ако е румена боја, црвена, или ако падне сега дожд, например, во летото, тамо негде во август, тој ќе запиши број денови и тамо вели ќе има снег во јануар или во февруари. Ги број деновите. Не знам како тоа го пресметов. Ама старите знаеа. И затоа Исус вели на друго место, знаете да ги гледате времињата, а не го знаете часот на моето доаѓање. Очигледно, Исус сака преку овие знаци да ни помогне да разбереме. Секој од нас кој е возач знае дека во автомобилот има инструментална табла. Таму има разни сијалички кои од време на време светнуваат. Некои можеби никогаш нема да светнат ако се исправни, ако е исправно возилото. Меѓутоа сепак знаете ова сијаличката која е загорила. Ако нема доволно гориво, што се случува? Почнува да свети како? Жолто, така? Или ако моторот нешто неисправно, почнува жолто. Тоа те предупредува да внимаваш. Може да возиш уште некое време, но не можеш постојано. Ако ти светне црвена силица, што е тоа? Знак? Мора да застанеш. Може немаш доволно масло во моторот. И ако возиш, ќе го пропасиш целото возило. Очигледно, како овие лампи или сијалици кои го предупредуваат возачот да внимава, така ние вечерва ќе ги читаме овие знаци како алармни звона или како лампи, како сијалици кои треба да ни укаже дека ние се ближиме кон завршницата нова планета. Ајде да тргнеме. Исус зборува најпрвин за знаците во светот и политиката. Навистина, барем овде во Македонија скоро сите станавме политичари. Сите луѓе коментираат, сите луѓе дебатираат, сите луѓе знаат кој е во право. И секој е во право. И на крајот се испостава дека сите ние сме политичари. Но Исус укажал на тие знаци во природата кои треба да ги препознаеме, зашто ќе ни укажат и ќе не подсетат дека ние се ближиме кон завршницата. Еве што се случува. Во Матеј 24 глава во 6 стих. Ќе чуете за војни, гласови за војни. Пазете да не се уплашите, зашто тоа треба да се случи, но уште не е крај. Тоа е жолтото светло. На таа позиција која укажува дека нешто се случува во возилото, дека нешто не е во ред, но не е тоа крајот. Значи те предупредува таа жолта сијалица. Овие војни
koji se случиле, значи не војна, туку војни, ќе слушате гласови за војни, укажува дека ние навистина треба да внимаваме што се случува околу нас. И вие сите сте возрастни и сме слушале и сме читале колку војни се случиле, колку се случуваат сега моментално и кој знае колку ќе се случат во иднина. Зошто, почитувани, луѓето се убиваат? Зарем не сме свесни дека имаме еден небесен татко? Ако ни е тој татко на сите наш татко, тогаш ние сме меѓу себе браќа и сестри. Зошто се убиваме? Зошто луѓето се напаѓаат? Зошто заземат територии? Зошто? Алчност е во прашање. Себичност. Јас да имам повеќе, а тој да нема. Борба за територии, борба за нафта, борба за вода. Но тоа се жолти сијалици на таа контролна табла кој ни укажува дека ние полека се наближуваме до крајот. Војната, почитување, деструктивен настан околу нас. Наистина, кога ќе погледнеме какво количество на оружје поседуваат големите сили, па тоа не може да се мери со пари, со долари. Навистина, милиарди средства се вложуваат. Зошто? Само да се освои територија и да се браниме од другиот. Па тој исто така набавува слично оружје да се брани од нас. И така постојано се вооружуваат државите, а од друга страна тие пари не се користат за храна. Има суперсонични авиони, невидливи што ги велиме авиони. Сето тоа се подготува за да се уништи другиот. Што се случува со нас, почитувани, луѓето? Зошто сме толку себични? Зошто сме толку алчни? Се случи и она нуклеарна, да кажеме, експлозија. Загина стотици илјадници луѓе. А денеска светот поседува такви боеви глави. 100 пати да ја спржат нашата земја, да ја уништат. 100 пати, не еднаш. Да се уништи сета жива сила. Зошто сакаме да се убиваме едни со други? Зошто сакаме да земеме државата или земјата или територијата на другиот? Навистина, денеска сме, барем државите поголемите, опремени со борбени авиони, со несовршено оружје. И постојат, можеби, страв кај некои да се одбранат од другите. Но најмногу тогаш страдаат цивилите, најмногу страдаат тогаш луѓето, најмногу страдаат обичниот човек. Зарем и тие мајки немаат исто срце за нивните синови кои гинаат? Зарем и тие мајки не тече во нив иста крв и како кај нас? Кога Исус вели, од една крв сте создадени, една ви е мајка, а Ева и еден татко Адам. Тие се наши татко и прамајка. Бог рекол, раѓете се, множите се и наполнете земјата. Зошто денеска да се луѓето вооружуваат и да купуваат оружје само да се уништи другиот и во него гледаат непријател? Наистина, потенцијалот за уништување на светот е голем. Еве, погледнете, во една прилика кога одев за Австралија и тамо некаде во еден град кај што преседувавме, преку прозорецот на авионот доле видов на аеродромот друг авион израелски. Знаете, нив ги чува полицајци, нивна војска ги чува. Цивилните авиони. Значи, ред полицајци и војници, тие нема доверба во другите заштитни овие средства. Ги чуваат зошто се намета во цел свет. Зошто тој страв владее? Па денеска има тероризам. Терорист може да биде обичен селанец, обичен граѓанин, обичен работник, обична жена или дете. Само едно пенкало да има во себе и може да направи проблем. Значи едноставно го зема пенкалото и ти го дава, тоа може да биде експлозија. Да направи големи чуда и проблеми. Зошто тоа се случува, почитувани? Исус рекол, ќе има знаци во природата. Ќе има знаци во општеството, ќе има знаци и во Вселената. Потенцијал за уништување е огромен. Нажалост, понекогаш ние сме поглупи како луѓе од глувците. Од глувците. Знаете, денеска луѓето измислиле стапици за глувци. И замислете да се собрале сите глувци на ова земја на свој состанок на некоја конференција.
и да си предпоставиме дека тамо глувците прават моабет, како да измислат начин да го препознат сирењето кој им се става тука на стапицата за факене на глувци. Претежно се става сирење малце и отров или да се фати глувшецот. Меѓутоа, може би фамилијата на глувци ќе дојде до некој заклучок, до некои сјајни идеи ќе донесат за сирењето и на крајот едноставно ќе постават едно прашање. Дали решението на таа светска глувечка конференција ќе биде да измислат нова стапица за глувци и да едноставно да ја проучат за да не бидат фатени во самата стапица. Луѓето, на жалост, постануваат поглупи, измислуваат такви стапици, такво оружје да го фатат другиот, да го убијат другиот, да го уништат другиот. Наместо, како што вели Библијата, сакајте се еден со друг, почитувајте се, зашто сите сме ние во контекст со Бога, синови и ќерки, а Бог е нашиот небесен татко. Втората светска војна не ја прекина борбата меѓу народите. Во 20 век имало 169 милиони жртви. Замислите каква е таа бројка. 118 милиони, тоа се 70%, биле жртви само на 3 режима. Советскиот сојуз, комунистичка Кина и нацистичка Германија. Замислете каква е таа бројка на уништени луѓе. Зошто тоа се случило? Кога на крајот повторно на зелена маса седнале и од тие завојувани страни морале да потпишат примирие. Ние знаеме, христијаните кои читаме Библијата, дека ѓаволот е тој кој ги завојува луѓето. Тој предизвикува омраза едни кон други, бидејќи во војната се најмногу уништуваат оние невините, недолжните луѓе, жени и деца кои воопшто не се виновни. И затоа овие знаци треба да не потсетат дека ние, почитувани, со големи чекори се ближиме кон завршницата на оваа историја. Еве на оваа слика гледаме само неколку поголеми војни или војни судири. Војната во Виетнам. Знаете, вчера таму имаше средба меѓу двајца лидери во еден од главниот град на оваа земја. Кореја, индиски судир, војната во Иран и Ирак, судири во Средниот Исток, племенските војни во Африка, а денеска Сирија, да не ги спомнуваме и другите актуелни места кај што тлее војна. Тоа се жолти сијалици, почитувани на таа контролна табла. И кога ќе слушнеме за војни, да се сетиме за ова Исусова изјава, ќе слушате гласови за војни, но тоа се уште не е крајот. Сепак тоа треба да не подготви, за да се подготвиме дека крајот ќе дојде. Еве, да се подсетиме за Кенија 2008 година. Што се случи таму? Тоа беше една мирна држава. Племенски луѓе си живееле едни поред други, а потоа некој одлучил да се поубијат меѓу себе. Да се стори таква омраза, таква кавга, такво убиство, скоро до истребување дојде од тие племења во Кенија 2008 година. Се поставува прашање, каде била мудроста на тие водачи, на тие председатели, на тие држави? Да не го споменеме повторно с тероризмот како најголема закана на човештвото денеска. Значи, многу луѓе се крстеа во нивните лидери. Едни во други. Погледайте, имаат мечти. Оние како саби. Тие не пукале едни со други, него тие се колеле, секле глави, раце и нозе. Значи, до вчерашни христијани во иста црква оделе. Само што биле од две различни племиња. Стотици милиони луѓе беа убиени. Зошто? Кој ги потера? Очигледно постои некоја сила која ги тера луѓето на уништување. Што да кажеме за тероризмот? Еве ова слика, постојано ја вртиме, постојано ја укажуваме кога зборуваме за тој меѓународен тероризам. Значи, човек може да оде со некоја торбичка или ташна, а може внатре да има само една мала бомба, како овој предмет, и да разнесе цела зграда. Значи, денеска живееме во време немирно, во несигурно време. И затоа нашиот живот постојано треба да го насочуваме кон Христа. Кога ќе речам мир и безбедност,
Тогаш ненадејно ќе падне погибел на нив, како болка на трудна жена и не ќе избега. Очигледно, почитувани, крајот ќе дојде изненадно, но не во тој контекст дека нема да има знаци. Еве ги знаците. Значи, тие жолти сијалици полека светаат. Наскоро ќе се запалат црвените сијалици, што се многу пострашни. Тие ќе укажат на самиот крај. Овие жолти сијалици ни укажува дека ние полека треба да се приготвуваме за крај. Денеска нова територија на која ние живееме постои Европска унија, која е една од најкршливите унии од кои постои на земјава. Значи, преку ноќ може да се распадне унијата и ќе се распадне според библиските пророштва. Значи, Европската унија како едно тенџере на шпорет и почнала водата да врие. Кога ќе почне многу да врие, што ќе се случи на крајот? Ќе испаре таа вода. Библијата вели дека Бог нема да дозволи пето светско царство да основа човек. Тоа ќе го направи самиот Бог. Но ние живееме во време кога постојат и обединетите нации кои се борат да воспостават мир во тие завојувани како сега што е во Венецуела. Таму повторно дојдоа светските лидери да воспостават мир. Нема мир со топови, со пушки на ова земја. Нема мир со тенкови, ако нема мир во срцето и во умот на тие луѓе. Значи, денеска постојат тие обиди да се воспостават мир во тие завојувани страни. Но, на жалост, додека се уште пенкалото и бојата не се исушила на тие харти, на тие договори, водачите дават наредба нивната војска да оди во поход и да усвојува. Тоа е, на жалост, нашата стварност. Знаци во светот на природата. Дали сте слушнали вие пред 30-40 години политичка партија да се вика Зелени? Имаше ли таква партија? Немаше. Од каде сега дојдоа на луѓето да воспостават партии или движења зелени, кои ќе се борат за зачувување на околината? Зашто ќе се дигне, вели текстот, народ против народ, царство против царство, и ќе има глад и помор и земјотреси на разни места. Ќе има глад, епидемии и болести. Да не зборуваме за сидата, една од најголемите опасности на човештвото денеска. Почитували, ние живееме токму во ова време. Во 2007 година било заразено 33 милиони луѓе од сида. Само во Африка има повеќе од 11,5 милиона деца заразени сирачења од сида. Таа бројка е веќе стара. Таа бројка постојано оди нагоре и нагоре. Знаци во природата. Значи, бројот на луѓето заболени од ова болест се зголемува се повеќе и повеќе. Исус рекол, ќе има знаци, ќе има жолти сијалици кои ќе светкаат, кој ќе ги препознае добро. Еве, што да кажеме за гладот во Сомалија, во тие афрички земји кај што со години нема дожд. И тоа се директно одразува на природата, на нивната сеидба. Навистина, само денеска до 4 часот попладне, во светот ќе умрат или умреле преку 25.000 луѓе, затоа што немале денес што да јадат. Има луѓе само седмично поеднаш јадат во светот, или поеднаш доручкуват. Замислете, што можеме ние да сториме од она другата страна на светот, кај што луѓето жито фрлат во езеро или во морења. Извештајот од Обединетите нации, еве што кажува. Недостаток на храна во 38 држави. А тој број се повеќе и повеќе се зголемува. Такви слики се навистина жалосни кога ги гледаме. Деца со надоени стомаци со воздух, а внатре се празни. Нема што да јадат. Ќе легнат вечерва без вечера. Ќе станат утре без појадок. Пред неколку години беше актуелно лудите крави. Сеќавате на тоа? Луди крави. Тоа беше исто така еден мал земјотрес на полето во природата, кога многу животни беа за болени. И затоа Библијата, почитувани, ни предлага наместо местна исхрана да јадеме природна храна, зеленчук, овошје, од кое не може да заболеме никогаш, иако треба да се внимава сега и тоа, зашто се шприца, се прска тоа
овоши, тие зеленчуци. Се стават големи количества на вештачко ѓубриво, но сепак се уште на овие простори кај што ние живееме во Кавадарци и околината, може да се пронедат, значи, се уште еколошки, здрави, хранливи состојки кои се наоѓаат во тие овошки или во тој зеленчук. А што да кажеме за птичиот грип кој беше исто така раширен по целиот свет и за миг на око беа повлечени илјадници милиони кокошки или пилиња зашто беа заболени, заразени. А колку луѓе ги конзумирале пред тоа и ги јаделе. Дали може да јадеме се и се што без разлика дали се вика кокошка, чурка или нешто друго? Наистина, денеска кај животните се шири многу повеќе бактерии и тие заразни болести и вируси. Што се случува? Тоа е уште една сијаличка, црвена или жолта, да кажеме, која светли на таа контролна табла. Исус рекол дека, наистина, тоа ќе се случува. Тоа ќе се случува не само што ќе шприцат тие животни пилиња само да имаат изглед на око, а внатре се полни со отрови. Земјотреси. Верувам дека барем еднаш сме го доживеле некој земјотрес посилен или послаб. Тоа е многу страшно. Во Скопје кога беше земјотресот? Последниот сега. Лани беше, така? Или преклани? Ние бевме во Рамстор, не во Веро бевме со една група колеги, требаше да патуваме за Белград. И тука застанавме нешто да ручаме, зашто требаше да се појде во попленените часови, некаде 3 или 4 беше часот. И јадевме, седевме. Сте били во Веро, кај железничката станица. Тоа е една голема просторија со една голема преграден онај носач, дали е железен, нагоре се железни шипки и со табли. Ние седев и почна, веќе во Скопје прето имаше неколку такви потреси. Траеше само неколку секунди, почитувани. Ние за, можеби за 10 секунди се најдовме надвор. Да спаси живот, мил живот, така. Тоа е така страшно. Почна да бучи, почна некој звук. Фала на Бога што траеше кратко, а доле вратите беа веќе блокирани од луѓе кои полн беше и драгсторот и сите тие продавници. Тоа е страшно. Но Исус рекол, ќе има земјотреси. Имаме 10 пати повеќе земјотреси од пред неколку децени. Еве што рекол Рихтер. Имало многу големи земјотреси во текот на нашата историја. Според добро сочуваните извештаи, во минатото немало така чести. Во 20-тиот век се зголемил растот на земјотреси. Всушност, бројот на земјотреси по децении од прилика се удвостручил од прилика на секои 10 години од 950 година навам. Навистина страшна. Некој рекол, а тоа го вели Библијата, земјата ќе се тресе како што? Пиен човек, вели Библијата. Тоа се жолти лампи или сијалици на таа контролна табла која укажува дека ние навистина се ближиме кон завршницата. Погледнете ова слика. Тука се значи разни статистички бројки кои укажуваат како се развиваат тие земјотреси и како се зголемуваат. 35 земјотреси дневно или 12.000 до 14.000 годишно. Многу земјотреси ние не ги чувствуваме. Ама апаратите кои ги мерат, тие ги регистрираат. Замислите, Исус рекол, земјата ќе се тресе како пиен човек. Никош Исус не лаже. Бог никош не промашува во своите изјави. Оно што Бог го кажува, тоа се и случува. Навистина, голем број на земјотреси. Земјотреси во Јапонија, Индонезија, Пакистан. Очевидци сме, тоа не е пред еден век. Тоа е пред неколку години. Во Јапонија колку луѓе загинаа. Тоа беше страшно кога се гледаше на телевизија. Навистина, на 26 декември, дали овде го имаме податок, само да погледнете какви се тие катастрофи. Пресечени артерии на автопатишта. Куки, слечишта, погледнете ово брдо. Страшно. Цунами. 90-та до 99-та година. Овде на сликава сега, ради времето да не ги читаме, може да си видите. Од Мексико, 95-та година, 11, значи овде имате колку загинале, па овде име до 98 година. Нова Гвинеја, Индонезија, Перу, Јапонија, 93 година. Овде имам податок дека 26 декември 2004 година
земјотрес од 9,1 степен, загинале 230.000 луѓе. Наистина страшно. Тој земјотрес, велат новинарите кои тоа го прателе, се почувствувал во Скандинавија, во Англија и во други западноевропски земји. И знаете што се случило? Многу луѓе, бидејќи тоа било зимно време во 26 декември во Европа, многу луѓе заминале во тие топли краеви. Од Англија, од други европски, западноевропски држави, богати, отишле таму по месец-два да бидат на одмор и да ја поминат зимата. И знаете што се случило? Таа година, 2004 година, 26 декември. Едно девојче од Англија била таму со своите родители. Исто така на летовање. Меѓутоа, тоа дете во училиште училе по физика, кога водата ќе се повлекува во езерото, односно во морињата, тоа е знак на цунами. И тоа девојче тоа го приметило и им кажало на родителите, ќе има цунами, на време да бегаме. Некои почнал да му се смеат, некои почнал да одмавнуват со рака, но една група од неколку илјадници луѓе, родителите тоа дале како аларм, им кажале, се повлекле, се сокриле горе во брдата. И само после неколку часови, тоа девојче имало 11 години, вели, водата станала, значи, тоа било ефект повлекување на морската вода. Многумина, вели, трчеле во морето, десетици метри се водата повлекла, стотици метри внатре. Собирале школки, собирале риби, некои работи што ги наогиле во водата, морски звезди, си играле. И се водушевувале сега, оделе по суво, стотини метри внатре се водата повлекла. Но тоа не траело вечето. И вели вака извештајот. Водата станала толку плитка, што луѓето може да одат и да собират школки. Како на пазар, продавале за на пазар, ги собирале за да ги продават, за да собират пари. Се повлекла, рекле. Сега можеме бесплатно да собираме школки. И за длабоко, вели, влегле во морето. Дури 2 километри, не стотици метри, до 2 километри. А водата била длабока само 5 сантиметри. А девојчето од Англија пошло да вика со сета своја сила: дами и господо, немојте да одете внатре. Опасно се крие во тоа. Ке дојде цунами, бегајте по планините, скрите се горе на повисоко. Така ќе успеете да се спасите. И некои луѓе, се вели во извештај, ја послушале. Но илјадници луѓе останале за секогаш во морето. Наишле такви бранови, такви силни бранови, што однело се. Цунами во Азија, еве го епицентарот. Се случила голема трагедија. 230.000 луѓе загинале. Зошто? Не го слушнале тоа, таа жолта сијалица, тоа девојче кој им кажало да внимават и да се евакуират. Може ли тоа да го разбереме, почитувани, кога Исус вели дека на вашата духовна контролна табла, која ќе се појави некоја силица жолта, внимавајте, земјотрес со магнитуда од 9,1. Тоа е, погледнете што се случило. 230.000 мртви. Кај се тие плажи? Каде се тие хотели и тие викендици? Било збришено како со нож пресечено. 7-8 метри бранови. Со сета своја сила ги заплусниле. И само позади останало катастрофа. Исус рекол, ќе има знаци, голема штета, штета со милиарди и милиарди долари. Меѓутоа, Библијата не подсетува на еден друг настан. Исус не поврзува со времето на дедо Ное, што би се рекло, на животот пред Ноја. И еве, читаме во Лука 21 глава, вели, ќе има знаци на сонцето, на месечината, а на земјата и на звездите секако, а на земјата народите ќе бидат офатени од страф и збунетост, од учењето или бучењето и од морските бранови. Ќе има сеопшти немири и во светот. Тоа ќе се случи таква катастрофа што ќе нема човечко перо или пенкало тоа да го запише и да го објасни. Навистина, колку е почитувани Библијата во право.
Pogledajte kakvi se ti je izlivanje na voda. Nekontrolirano. To se patišta. Se slučuva takvi vetrišta i nema čovjek od tuka sredstvo da gi spreči. Ajde odime da im čekru ponatamo i da kažemo nekoliko zborovi za ekonomskata nesigurnost. Preko noge luge gubat milijardi i milijardi dolari. Samo preko noge. Zašto? Biblията veli дека kima kriza ivo ekonomijata. Postoji ekonomska nesigurnost. Poznato ni je što se slučuvаше pre nekoliko godini u Evropa. Сега ova kriza se širi po celi svijet. Сега se postavlja prašanje koji to može da go reši. Da li postoji izlaz? Da li postoji nekoja vrata za rešavanje? Da li je to nekoj znak ili je neko prokletstvo? Zašto lugi to velat, to je znak od Boga. Da, Bog gi kaže u svoje vreme tije znaci, ni treba da gi čitame. Što da kažeme za štrajkovite? Pa pred 20-30 godina nemaše štrajkovi u takav oblik. Deneska masovni štrajkovi. Gledajte što se slučilo u Franciji, veke su meseci. Ginat ženi i deca za svojite prava. Navistina deneska i bankite koji se polni so pari, ne ti dava taka lesno kredit. Treba da budeš sposoben za da dobiješ kredit. Ti go provjeruvat vašето bankovno saldo. Da li imaš nedvižnosti pa da ti dade kredit. Jednostavno, togo piše u Biblijata дека kima kriza. Znaci v opštеството v ovoj svet. Moralno propaganje. Evo samo jedan tekst. Kako vo Noevite denovi, така ќе биде и при доаѓањето на човечкиот син. Зашто како во деновите пред потопот, јадија и пија, се жене и мажија, до денот кога Ное влезе во ковчегот и не знае додека не дојде потопот и однесе се. А како ќе биде и доаѓањето, вели текстот, на човечкиот син. Вие кои сте читали Библијата, го знаете случајот со Ное. Имало некаде отприлика на жители како и денес, преку 7,5 милиарди луѓе. И во тоа време теолозите се служуват дека имало отприлика толку луѓе. Замислите, Бог вели доста е, чашата е преполна. Повеќе не може да трпам, сакам да го уништам светот, но ќе им дадам милост од 120 години. И зато Бог го повикал Ное, кој не бил светец и тој имал своји слабости, но бил еден од подобрите и Бог му рекол, еви ти нацрт, еви ти план. Направи брод со димензии на должина, висина, ширина. И овде ќе направиш соби, спални за престој на луѓето кои ќе бидат послушни да влезат и ќе бидат спасени. Ное проповедал 120 години. Ное ангажирал стотици илјадници мајстори. 120 години се градил бродот. Замислите, Ное проповеда и гради. А овде филозофите, како и денеска, го правиле дека Ное е пијан. Дека со Ное нешто се случува. Меѓутоа, Бог имал намера да го уништи светот. Заради неморалноста, ради моралноста, светот паднал на ниски гранки. А што да кажеме денеска за наше време? Што да кажеме за овој свет во кој ние живееме? Навистина, денеска сите пукаат, браковите пукаат по сите аршини, би се рекол. Ѓавол знае, почитувани, каде да удри. И затоа Исус не предупредува. 50 до 70% од сите бракови во светот завршуваат со развод. Тоа е факт. Тоа се факти пред кои мора да застанеме. Понатаму, непознавање Евангелието, зашто ќе се појават лажни Христоси и лажни пророци, па ќе прават големи знаци и чуда за да ги заблудат, ако е можно, и избраните. Гледате, овде имате новчаници, пари, тие да се препознаат, има апарати преку кои може лесно да се препознае која е фалшлива, а која е оригинална. Денеска постојат фалшливи Библии, во смисол фалшлива наука, лажни науки. Ако ние не ја знаеме вистината, ако овој приличник, Библијата, не го читаме како што треба и да го томачиме, лесно некој ќе не заведе лево или десно. Меѓутоа, ако се знаат оригиналните пари, лесно ќе ги препознаеме. Банкарите не ги учат кои се лажните пари. Тие ги учат кои се вистинските, оригиналните. И кој ќе дојде фалшливата, тој веднаш ќе ја препознае. И затоа ние треба да ја знаеме оригиналната наука и доктрина. Не да се учиме да ги научиме лажните науки кои денеска ги има. Ако ја знаеме вистината, лесно ќе се препознае.
Исус вели, и така како ви речат него во пустината, не излегувајте, него во едно од натрешните соби, вели текстот, не верувајте. Почитувани, Бог ни дал знаци на препознавање. Не може некој да не излаже, да ни каже дека Исус дошол еве во Лондоне и ќе тргне према Македонија, према Скопје. Не. Исус кога ќе дојде, тој ќе биде видлив за сите нас. Дури и за оние кои се мртви. Дури и за оние кои се покојни, кои заспале во Христа, вели Библијата. Мора да внимаваме дека лажниот пророк ќе покуша на секој начин да не прелаже. Знаете дека постои на религија и во Кавадарци, која тврди дека Исус дошол 1914 година. Сега да не го спомнам името на таа верска организација. А луѓе веруваат во тоа, дека Исус дошол невидливо и ќе воспостави свое невидливо царство. Не е точно. Зашто Исус вели, ќе дојдам видливо, како што молњата се покажува и ја гледат сите жители над Кавадарци. Исус ќе дојде јавно, ќе го видат и оние, вели текстот, кој го прободува. Така да мора да внимаваме на сите лажни науки кои денеска ги има се повеќе и повеќе. Тоа е дело секако на сатаната. Исус вели, не излегувајте. Исус вели, не верувајте. Исус вели, не трчите по таквиот. Пазите, ѓаволот нема да дојде или лажниот пророк да каже, добар ден, јас сум лажен пророк. Па тој нема да се представи така. Чувајте се ако некој верски лидер или учител ве води надвор од Светото писмо. Ако некој ти каже дека Библијата е застарена книга, веднаш тргнете се. Веднаш отврлете го. Ако некој ти каже дека Стариот Завет не важе, туку сега новиот важи, размислете и отстапете назад. Библијата вели дека целото писмо од кого дадено? Од Бога е дадена. Целата Библија за учење, за карање, за поправување, да бидеме свети, да бидеме исправни пред Бога. И затоа, ако некој верски лидер дојде и ни каже, можеш помалку да пиеш, ама дома, да не те видат комшиите. Можеш мало да пушиш, ама дома. Можеш мало да правиш тоа, ама таму, не онаму. Библијата јасна и гласна, почитувани. И затоа, да не се вразуваме и лепиме за верските водачи, туку да се залепиме за Исуса, за Неговото писмо. Тогаш ќе ве предадат на маки, вели текстот, и ќе ве убиваат. И сите народи ќе ве замразат заради моето име. Да, ако се на исправната страна, луѓето ќе ти завидат, зашто не си со нив. Но фалсификатот мора да го знаеме, односно оригиналот да го познаваме, а лесно ќе го препознаеме фалсификатот. Замислете, јас да ви кажам сега, да ви покажам некоја новчаница од, пример, еве, имам овде во Библијата 50 денари. Ја да ви дадам новчаница од 70 денари. Дали ќе верувате дека е исправна? Дека постои новчаница од 70 денари на македонски? Има ли новчаница од 70 денари? Нема. Така, или ќе ви дадам 13 долари. Па вие кажете, чекај, нема, има 10 долари, или има 10 долари? 5 долари, така? До 100 долари најмногу има. Ако некој ти даде 500 долари, тоа не се исправни. Значи, ние мора да знаеме какви има паричници. 50, 100 денари, нема 20 денари, така? Има 10 денари, 50 железни. Ако некој ви понуди 90 денари, немој да ја примате. Таа не е исправна. Не постои такво нешто во Македонија, во нашиот платен промет. Така да, кога е во прашање вистината, ќе дојде ден кога оние кои се вистинските христијани може ќе бидат омразени, ќе бидат прогонети, но ради што? Затоа што си одлучил да го следиш Христа. Погледнете ова слика. Ова е од средниот век, кај што многу христијани, цели семејства биле фрлени пред лавови. Во тие амфитеатри се исмејувале од нив. Правеле ругло, но тие знаеле на која страна се. Знаците имаат значење единствено за оние кои го познаваат оној кој ги дал тие знаци. Почитувани, многу е важно. Еден пилот летал за една компанија, всушност не е компанија, туку тоа е Втората светска војна за својата земја, и примал анонимни писма од непозната женска особа,
во која таа го храбрила да издржи. Едно од писмата еве како гласа, Псалам 23. Ако појдеш и во долината на смртната сеинка, нема да се бојам од злото, зашто ти си со мене, палката твоја и стапот твој ме теши. Овој човек, се вели во овој пример, ја преживел војната, Втората светска војна. И дознал за името на жената и низината адреса и напишал писмо. Еве што пишувал. Те молам, дојди да се запознаеме. Сакам на некој начин да ти искажам благодарност за твојата племенита служба. Зашто преку писмата ме храбреше да издржам во војната и еве јас издржав и здрав сум и жив. И така се договориле, еден ден таа женска требала да дојде, таа жена, со воз, а на својата града овде да има црвена ружа како знак за да ја препознае. И замислете, и тој требал да има црвена ружа, официрот. Официрот се облекол во официрска руба, алишта, убав, млад официр и дошол овде на железничката станица и гледал сите жени, девојки кои имаат црвена ружа за да биде знак дека е таа со кого треба да се сретне. И замислите, додека така стоел со поглед, ја барал девојката, односно жената. И приметил таму една госпоѓа со фантастичен изглед. Доаѓала се поблиску и поблиску, но на негово изненадување на низината халина немало црвена ружа, толку бела. И веднаш сватил дека не е таа жена. Жената имала некаде околу 65 години. Била малку ниска и одела поспоро. Значи, после таа жена која имала бела ружа, дошла друга господја, некаде пониска, околу 65 години, а на низината крагња овде имало црвена ружа. И рекол, сигурно е таа жена сега, постара. И замислите, официрот и пришол, се представил и рекол, јас се викам така и така. Дозволете ми да ве повикам, да ве поканам во ресторант кој бил во близина, за да ја части. Седнале, порачал храна и официрот рекол, сакам да ви заблагодарам за вашата племенита служба која ја обавувавте за мене. Ми го спасивте животот. Многу ви благодарам. А жената го погледнала изненадено и рекла, момче, немам појма зашто вие зборувате. Никогаш јас не сум направила ништо за тебе. Но знам само едно. Додека патувавме во возот, во моето купе имаше една плавокоса млада жена, убава. Таа ме замоли да ја ставам ова црвена ружа на мојот фустан овде. И ме замоли да ви пренесам. Доколку бидете љубезен кон неа, односно сега кон мене, ако бидете учтиви, таа ве чека во другиот ресторан преку патот. Одете таму и запознајте се. Почитувани, тука приказната завршува. Поентата ми е ружата, знакот. Овој пилот, што препознал кај жената? Црвена ружа. Тоа бил договорот, тоа бил знакот. Меѓутоа, тие се промениле за да биде поинтересна приказната, за да свати таа девојка дека тој капетан е љубезен, па макар пред себе гледа баба или постара особа од 65 години. Гледате, знакот е важен само ако го познавате оној кој го поставил знакот. Значи, знаците имаат значен единствено за оној кој го познаваат и оној кој го дал, или кој ги дал тие знаци. И сосема на крај за ова наше дружење, предавање, почитување, да го читаме најголемиот знак. Тоа е најголема сијалица жолта која трепери, а тоа е проповедање на Евангелието по целиот свет. И ова Евангелие, кој Евангелие? Ова, радосната вест од Библијата, ќе се проповеда, вели, ќе биде проповедано по целиот свет за сведоштво на сите народи и тогаш ќе дојде крајот. Овде гледате целиот свет и во Кина, иако кажавме пред некој вечер во предавањата,
илјадници, милиони луѓе биле убивани. Минатиот петок спомнавме христијани мисионери во Кина. Сите биле повикани да читат таа црвена Мао Цетунг книга наместо Библијата. Меѓутоа денеска на големо се проповеда и во Кина, и во една, и во друга Кореја, и во Албанија, која беше пред 10, 15, 20 години ѕид. Сите џами беа претворени во магазини, и таму има христијани. И таму денеска се проповеда без разлика што е муслимански свет. Значи, ќе се проповеда, вели Библијата, на секое колено, во Откровение пишува, на секој јазик, и тогаш ќе дојде крај. Христовото доаѓање, почитувани, ќе биде дословен настан. Не 14 година во минатиот век Исус дошол духовно, тајно. Не е точно. Исус ќе дојде видливо. Еве го текстот. Еве Лука што забележал. Овој Исус, кој од вас се вознесе на небото, ќе дојде така како што го видовте да оди во небото. Исус ќе дојде видливо. Тоа ќе биде настан над настаните. Тоа ќе биде настан величествен и видлив за секое човечко око. И затоа да не буни, да не лаже некој лажен пророк кој, или Христос да дојде и ни каже еве Исус се појавил во Америка или во Австралија. Зашто како што молњата излегува од исток и светка до запад, така ќе биде и доаѓањето на човечкиот син. Наистина, овој текст е многу јасен, многу важен. Исус ќе дојде, почитувани, видливо. Зашто самиот Господ на заповед при глас на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат прво. Значи, и мртвите, спасени христијани кои заспале со вера, ќе воскреснат во истиот миг, со живите кои ќе бидат преобразени. И вели Павле, ќе бидат земени заедно на облаците. И понатаму, ние живите, кои останавме, ќе бидеме грабнати. Тоа зборот грабна, значи евакуиран, земен, изненадно. Заедно со нив, со кој нив? Со покојните, кои воскреснале во првото воскресение, во воздух, во пресвет на Господа. И така, за секогаш ќе бидеме со Господа. Овај настан за кој копнееле плејада христијани во првиот век, вториот, петиот, па и денеска во овој 21 век. И денеска милиони луѓе почитувани го очекуваат Исуса. Вистинскиот Христос се вознел и вистинскиот Христос, почитувани, ќе дојде повторно на оваа земја. Ова е добра вест. Ќе го гледаме оној кој се жртвувал себе си, ќе ги видиме неговите рани, односно белези на рацете, овде на ребрата, на нозете. Исус ќе се појави пред своите ученици. Тоа ќе биде настан над настаните, настан кој не може да се опише со збор. Каква гледка, каква фантастична гледка. Луѓето ќе стануваат од гробовите, ќе стануваат и ќе се преобразуваат. И тој ќе ги испрати своите ангели со силен глас и на труба и ќе ги соберат неговите избраници од 4 ветра, од едниот крај на небото до другиот. Тогаш ќе се отворат гробовите. Во Америка се такви гробовите, без крстови, плоча со име и презиме на покојниот. Како и да е, дали се вакви гробовите, дали се со крстови, дали е обична ливада, дали се таму некаде во некој дол фрлени, или воопшто не постојат како обележје. Името наше, твое и мое, е запишено во Божите мисли, во Божите ризници. И тој ќе ги повика своите да станат. На глас трубни, вели текстот. Мртвите во Христа ќе воскреснат најнапред. Тој настан, почитувани, кој не очекува. Тој настан за кој вреди да се живее. Тој настан за кој вреди да се положи дори својот живот. Зашто самиот Господ при глас на архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и мртвите во Христа ќе воскреснат. Погледнете во позадина ова слика. Ова е ангелот, ова е девојче или момче. Погледнете го. Умрело во текот на животот. Се случил трагедија, дали е болест, дали е нешто друго. Плочата еве каде е тргната. Нема синџир, нема катанец кој можел да го задржи гробот на Исуса. Иако Пилат ставил свој печат пилатски, не успел да го задржи. Најмокната елитна стража тој ја поставил, но кога дошол Гаврило, паднале како мртви, вели извештајот. Исус ќе дојде, почитувани. Тој ќе ги врати децата на своите родители. Таа смрт, најголем човеков непријател, ќе биде
uništen. Smrta ќе побегне, смртта ќе биде уништена. Повторно семејствата ќе се спојат, ќе се здружат. Тоа ќе биде навистина нешто што човек, како што или Павле, што на ум не е дошло. Едноставно Бог нешто величествено приготвува. Еве, доаѓам на облаците. Оде во позадина е ликот на Исуса Христа. Сега не може да го видиме ради светлоста, но еве доаѓа на облаците. И ќе го види секое око. Наистина, Господ да ни помогне, почитувани, да се удостоиме и да се приготвиме, да ги гледаме, да ги наблюдуваме, да ги приметуваме, да ги тумачиме, да ги знаеме тие алармни сијалички кои светат. Тие наскоро ќе почнат да светат со црвена боја. Еве доаѓа на облаците. Секој око ќе го види, но не за сите. Едни ќе велат еве го Бога, еве го нашиот Спасител, а други ќе велат еве како, да читаме. Еве доаѓа на облаците и ќе го види секој око и они кои го прободоа и сите земни племиња ќе заридаат за него. Да, амин. Некои ќе плачат од радост, а некои што ќе прават? Од жалост ќе кажат: планини и гори, паднете, да не го гледаме лицето на оној кој доаѓа. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. А за оној ден и час никој не знае, ни небесните ангели, а само мојот татко. Ние во ова предавање не го откривме денот, ние откривме годината. Еве го текстот, тоа ни го кажува. Но ги читавме тие алрамни сијалички жолти, кои треперат и полека почнуваат и со црвено да треперат. Кој укажува дека ние полека се ближиме кон крајот. Матеј повторно го кажува: тогаш ќе се јави знак на небото и ќе се појави човечкиот син. И тогаш ќе заплачат, еве го текстот, кој пред малци го цитиравме. Тогаш ќе заплачат сите племиња на земјата и ќе го видат човечкиот син. И уште нешто. Нема само верниците да бидат тие кои ќе го видат кога тој ќе дојде. Кога Исус ќе дојде, по втор пат ќе го види секој око. И ќе го видат човечкиот син, како доаѓа на небесните облаци, со сила и со голема слава. Едни ќе се радуват, едни ќе тагуват. Во која група ќе бидеме? Од кого зависи? Од нас, од тебе и од мене. Не од Бога. Бог сторил се од своја страна. Исус го дал својот живот за секого од нас. Меѓутоа, ајде да се молиме на Бога, да ни овозможи да се најдеме во групата на радосните. И земните цареви, и големци и војсководци, и богати и силници, и секој роб и секој слободник се сокрија во пештерите и по горските каменери. Зошто се кријат? Зошто ќе се кријат милиони христини кои денеска се крстаат, кои прават метанија, а тогаш ќе бегаат? Ќе сватат дека на крив начин го обожавале Бога. Ќе сватат дека следеле лажни Христоси, лажни учители. Во која група ќе се најдеме јас и ти, почитувани? Велејќи им на горите на карпите, паднете врз нас и скриите не од лицето на оној кој седи на престолот и на гневот на јагнето. Во која група ќе се најдеме? И ќе се рече во оној ден: ете, овој е нашиот Бог, во него се надеваме. Погледни ова, од радост плаче жена. Во него се надевавме. Тој не спаси. Тој е Господ во кого се надевавме. Господ ни помогне, почитувани, да се најдеме во првата група. Она група која ќе каже: еве го нашиот Господ кога го чекавме, тој не избави. Да не бидеме во на втората која ќе кажат: паднете гори планини, да не го гледаме лицето на оној кој доаѓа. Исус наскоро ќе дојде, тој се подготвува. Но да ги пратиме знаците, тие се овде. Секој знак да го пратиме и да не го погрешно тумачиме, да не се врзуваме за лидери, за верски водачи. Тие се сега, утре не се. Меѓутоа, ако се врземе за Христа, за Бога, за Неговиот збор, за Неговата реч, нема да промашиме. Кога ќе биде крајот на светот? Може вечерва за нас или утре, ако престанеме со нашиот живот. Секако Исус физички утре нема да дојде, поради знаците кои треба да се скоро сите исполнат, но може твојот и мојот живот, нашите животи, нашиот живот да престане и не за нас е готово. Крај дошол. Затоа секој секунд, секој час, секој ден што Бог ни го дава, да го употребиме на прослава на Неговото име. Нека му и слава
za ova istina na našem nebesem Bog. Amin.